техничкиот наслов, се надам дека гледате сите, ова е овој кавер прекрасна идеја на Дарко. Значи, работниот наслов е маркетинг во време на корона или COVID-19. Она што ќе сакаме да го разгледаме на денешното предавање е што е тоа што се случува во моментот, поврзано со вирусот, има ефекти на водењето на сите маркетинг активности, но и што е она што можеме да го очекуваме во текот додека трае кризава и со надежда дека брзо ќе заврши по нејзиното завршување. Така да ќе разгледаме неколку работи кои што се случуваат, тековно неколку најави кои што ги имаме, некои од начините на кои што компаниите ги пивотира или ги сврта во друга насока своите кампањи, рекламни пораки и така натака, за да добиете малце осет во која насока се придвижи маркетингот и во која насока може да очекуваме веројатно да се движи. Така што можеме да прво да поминеме еден аутлайн на темите за дискусија, значи ќе зборуваме за тоа што се случи во оној прв бран, кога сите беа шокирани и затечени од нивото на кое што се разви конкретната ситуација, односно што се случи со однесувањето на потрошувачите и на компаниите. Ќе зборуваме за еден меѓубран кој што претпоставам дека сите веќе го забележавме, кој што полека стивнува, тоа беше дека ќе потрае ситуацијава и дека секој треба да се вклучи со своите ресурси, па дојдовме до една фаза на пружање поголема солидарност, користење на заедничките ресурси за заедничко добро, тоест ресурсите на компаниите за заедничко добро. И вториот бран кој што полека стапува на сила на некој начин, а тоа е дека компаниите веќе ги прилагодуваат и бизнис моделите, и понудата, и начинот на комуникација, и начинот на маркетинг на ново настанатите услови. И конечно ќе направиме еден преглед на тоа што ние сметаме дека по оваа криза ќе се промени, на кој начин ќе се променат некои од основните постулати на маркетинг активностите кои што ќе бидат се почести. Така што пред да му дам на Дарко збор кој што е доста и поупаден од мене и повеќе ги следи сите овие работи, нели? Чисто да се представиме малце, дел од вас не знае, дел од вас не е толку добро и да кажеме што е она што нас ни дава за право да се правиме паметни денеска и да пробаме да дадеме релевантни мислења со овие заклучоци по однос на темата. Значи, Дарко Булдилски, јас ќе го представам. Мој долгогодишен, да кажам, пријател, учител во делот на маркетинг, доста време заедно ги следиме сите теми, актуелности поврзани со маркетингот, уште од самиот зародиш на дигиталните маркетинг активности. Значи, Дарко е еден од првите блогери, еден од првите early adopters на сето она што значи дигитален маркетинг е нас, меѓу првите дигитални маркетинг агенции неговата New Media, најголемата конференција регионална меѓу најголемите домашна, дефинитивно најголема All Web, сигурно сте слушнале добар дел од вас за дигитален маркетинг. Значи сите го знаат Дарко како човек кој што е секогаш во тек со најновите трендови во маркетингот, големи познанства со сите кои што се звучни имиња на оваа тема, да не кажам глобално, ама барем регионално и во Европа. Така што Чекај, сега ја да кажам за тебе. Дарјан е 7-ми ден во самоизолација. 8-ми ден во самоизолација, искусен скијач. Кажи се, ајде се зезам. Дека ќе се представиш првин ти. Да, представи со тоа што у моментов ми се главни некакви карактеристики, али у принцип да, јас сум дел од тимот на Brainster, го водам маркетинг тимот на Brainster и сакам да кажам дека сум координатор, односно заедно со Ивче се грижиме за искуството на сите вас на Академијата за дигитален маркетинг, со моите колеги, дел од нив се тука, Љупка да ја поздравиме, заедно ја креираме програмата и се обидуваме да следиме што е оно што е најбитно и најбарано во делот на маркетинг и да го имплементираме во нашата програма. Сега тука само уште една работа ќе кажам, а тоа е зошто сметам дека јас и Дарко имавме една предност, да кажам, во следењето на сите овие трендови, а тоа е дека имаме образовна позадина, ајде да кажам така, која што е малце поврзана со комуникации, не директно со маркетинг, туку со комуникации како една и интердисциплинарна област која што комбинира не само следење на медиуми, маркетинг трендови, туку и антропологија и социологија. И да поздравиме тука Дона, нашата професорка и менторка на катедрата, која што се надам овој подкаст ќе го гледа.
Имавме доста материјали кои што ги праќавме, кои што се поврзани со однесувањето на луѓето од антрополошки социолошка гледна точка во делот на комуникациите пред се, на медиумите и на маркетингот, така што има некои патерни на однесување кои што ако малце се запознаени со овој антрополошки социолошки дел ќе биде полесно да ги следите во делот на комуникации и во делот на маркетинг. Така што се надам дека тој некаков инпут кој што го имаме ќе успееме денеска преку ова предавање да го пренесеме. Да не ја дужам многу топката и да не го запоставувам Дарко. Даре, значи ти го оставам следниот слайд и можеш да почнеш полека со некаков вовед. Тоа па јас ќе се уклучувам. Да, ако сакам да уклучам, јас скриншер само да знаеш дека кажи ми, јас ќе направам стоп, ќе можеш да. Не, ми сакам да зборуваш да го поотворам линкот на SEAT за како процесираме информации во кризни ситуации, да поминем низ тоа, пошто така, тој го споделив и со двете групи, така да се надам дека добро го читна. Веќе го споделив уште пред. Ајде вака, значи една многу битна работа на почеток, да знаете дека не е неопходно дека ова што ќе го зборуваме малце вечерва е поврзано со исклучиво само со маркетинг и исклучиво само со дигитален маркетинг. Премногу се големи и општи промените и однесувањето на луѓето да може да се ограничиме и да сецираме сега внатре во детали што се случува на тема дигитален маркетинг посебно и на тема маркетинг. Значи, ќе бидеме прилично општи, прилично конкретни во одредени ситуации, меѓутоа вие сте на почеток на кариера, односно градење на нова кариера. Некои од вас веќе заврши академијата, па знаат можеби многу повеќе, или ја завршуваат академијата, па знаат многу повеќе. Затоа имаме некаков генерален пристап и некаков коментар, дискусија на тема. Ајде вака, прв бран, значи да почнеме од реакциите. Сите бевме сведоци, во голем дел од ситуациите се само треба себе рефлективно да погледнеме на ситуацијата, во смисол на тоа дека потрошувачите, ние како потрошувачи, прво се чекавме, Кина е далеку, е ваму, е таму, Италија, не знам што, и одеднаш нели паника. Јас се уште и покрај тоа што се обидов, не најдов ни еден единствен текст во кој што некој се обиде да објасни зошто побогу цел свет купува тоалетна хартија. И стварно, значи, освен за фраканци, друга ни една логика никој не извади да рече заради ова. Значи, дали можеби затоа што е самиот по себе чинот на складирање тоалетна хартија вирален, односно спектакуларен, па купува и 300 други работи, а мој беше најспектакуларен, па и најгабаритен. Можеби и тоа е една од причините. Секако реакциите наши беа тие. Значи, едноставно страв. Имаме на две нивоа, или сме уплашени скроз, па спаничиме, или као, нема гајле, не ме фаќа мене ова ништо. Меѓутоа, она што се случи да кажеме, инстантно е што почнавме да бараме алтернативи. Значи, почнавме да бараме алтернативи да заменуваме канали, да не одиме во дуќан, да бараме да оседиме дома, да не видиме во контакт со луѓе. Значи, ова што го правиме сега ние е всушност барање на канал. И одеднаш, според мене, локално, а богами и глобално, односно во голем број на пазари, се случи промена на навиките на потрошувачите во смисло тоа тргнавме си да бараме се живо онлайн. Одеднаш не е проблем и да почекаме ден, два, три за достава, не е проблем и да платиме со картичка, на се живо и диво гледаме дека сме можеле дури и џогер да нарачаме преку интернет и така натаму. Така да, едноставно гледаме да видиме што се може да завршиме работа таму. Па ги учиме своите постари, баба, дедо, не знам, татко, мајка, тетин, комшија и слично, како да плаќаат сметки преку телефон, како да проверуваат, нели, докај се што се со отплатите на кредити, на рати, на чуда врагови. Без разлика што претходно знаевме дека се тоа постои како опција, не ни беше доено јајцето на газ. И целата приказка е што банки и слично, и ЕВН, сите се тера цело време да избегаме онлайн, меѓутоа реално немавме нека сериозно голема потреба. Ова веројатно е првата сериозна голема потреба во која што ние посегнуваме по онлайн канали. И тоа е супер, затоа што одеднаш вие гледате дека еден куп бизниси, тоа го гледаме и преку клиенти со кои што работиме, преку да речеме други брендови локално, одеднаш онлайн не само што е некаков си
канал на кој што му се посветува внимание, туку станува примерен канал. И кога сите ресурси што ги имаш како фирма, ги пренасочуваш да обслужат онлайн канал, тогаш можеш да инвестираш многу во него за да се исплати. Замислите сега, не знам, мене ме убива од рекламирање пицерија една во Скопје, која што никој пат претходно не сум ни знаел дека има достава, никој пат не сум нарачал некој пат за достава од КНЗ. И ме убива затоа што нема друго што да прави. Значи, едноставно трошокот е тој, вработените се тие, ако се пријавени, они мора да работат некако. И ајде да се вратиме малце, да, знаеш што ми беше муаветот. Може да се вратиме малце едно скалило поназад. Значи потрошувачите, она што се од ние од аспект на маркетери, да кажам, или луѓе кои што треба да ги таргетираме, првото нешто што ти паѓа на памет е дека луѓето се повеќе ќе бидат онлайн. Тоа значи дека комуникацијата... Значи, луѓето се онлайн нон-стоп, не можеш да кажеш ќе бидат онлайн, него ќе ги прават трансакциите онлайн. Да, ама не генерално и времето веројатно поминато. Па и да и не. Мислам, затоа што пази, не можеш да мериш ти онлайн или не онлайн кога имаме мобилни телефони кои се закачани цело време на интернет и чекаме следната нотификација. Генерално да онлайн или не. Него муаветот ми беше дека јас седнам да гледам Netflix 30-45 минути. Така, дали сум онлайн или не сум. Така. Муаветот ми беше дека знаеш како ние некако нормално очекуваш дека поголем рич и поише engagement можеби ќе имат објавите у периодов, ама тоа што луѓето може да беа позачестено и повеќе ангажирани на интернет не отвори у првиот момент можност за брендовите, затоа што најголем дел од нивното присуство нели беше да ги следат вестите поврзани со тоа што се случува. Не отвори, значи класика, органски досег не постои, нема ни да постои. Од една страна. Од друга страна, денеска сите алгоритми ќе ти фаворизираат информации верификувани за коронавирус и слично. Нема да ти фаворизираат понуди и реклами. И ако си платиш, ќе те има. И тоа е тоа. Може ќе има зголем број на капацитет каде да се прикажеш, па ќе падне. Поише слотови, ама активното внимание не рефлектира, знаеш, зголеменост на... Од друга страна, ако не продаваш нешто што е неопходно, нешто што е критично во смислната, нели, во оваа ситуација реално да ти потрошиш пари на него, тогаш луѓето избегнуваат. Значи избегнуваат да трошат пари за непотребни работи, избегнуваат да прават. Никој не размислува за појма нема. Иако имаше некои скриншотови од Србија за лакирање на ногти или слично, да иде за реновирање кај нас. За реновирање во вакви ситуации. Никој реално не му е главата таму. Значи, као ете сега, сите се пазиме, гледаме што можно помалку да потрошиме. Од друга страна, па не штедиме пари за тие неопходни намирници. Значи, кога беше првите денови, во маркетиве кога почна да се купува брашно и тестенини, имаше пола од полиците на барила останато само, сакаш. Значи, ама не дека и тие беа сите останати, сакаш. Многу скапи. Да, тие поскапи се пак импулсивно купуваш, ама до некаде импулсивноста нема да иде до крај, него барем до некаде. Да. Добро, генерално тоа ми беше дека у првата фаза, значи делот ќе се префрлуваме полека на компаниите, значи тука можеби у првиот момент се виде некаква шанса е глупав збор да се каже, меѓутоа се очекуваше зголемено седење на луѓето по дома и зголемено користење можеби на социјалните мрежи и сите оние да кажам места на кои што можеме да ги допреме со дигитален маркетинг. Меѓутоа она што нормално беше дека нивното внимание се повеќе беше, тоест во најголем дел беше посветен на вестите поврзани со ширењето на вирусот. Така што ти ги имаш тука, ама не се тука со главата и генерално не можеш да ги... Види, значи тоа време што ние сега како корисници, како потрошувачи го трошиме екстра пред телевизор или пред компјутер или пред телефон, всушност бараме замена на времето што инаку би го правеле некаде на друго место. Не сега, не значи дека неопходно дека ако ние повеќе време сме на повеќе време ќе читаме или повеќе време ќе се информираме за други работи. Да, секако дека ќе изгледаме поише филмови, серии, чуда врагови, меѓутоа нивото на информации што сакаме да го свариме во текот на денот ни е толку. Капацитетот, можноста ни е толкава. И се останато едноставно можеби нешто повеќе ќе биде, ама не може да очекуваме дека сега јас сум целден пред компјутер и целден ќе гледам реклами или ќе купувам производи. Баш тоа. Нема логика тоа да се очекува. Ќе гледам филмови, ќе гледам забава, ќе играм игри, ќе
поведам, ќе четам со другарите, пошто сега трендовите баш на промена на навики на користење се ова што го гледаме, значи Zoom, односно заедничко пиење преку апликации, кои што ние сега го правиме, сега нешто зборуваме, луѓе пијат, луѓе гледаат филмови заедно, луѓе не знам, играат игри заедно, што не е ништо ново и така натаму. Може у чет да ставите +1 сите што имавте сесија овие денови на вака заедничко пиење пред компјутер или барем некаква друга активност. Така да ја имав вчера таква социјална сесија, мора да признам. Пошто више 7 ден изолација мораше да се прави, па мора па Zoom да правам вакви сесии со. Да. Океј, ај малце на компаниите да се свртиме, значи дајде ја малце краток пресек па ти ќе ме надополниш. Она што се случи на почеток, нели беше дека имаше два типа на бизниси, да кажам, сите беа засегнати на еден или друг начин, едните беа позитивно засегнати со тоа што нагло се с голем интерес за нивните услуги, другите беа негативно засегнати затоа што може да очекуваат дека нели побарувачката на нивните услуги драстично ќе падне по однос на тоа што се случуваше. Меѓутоа генерално она што беше заеднички момент е дека сите сакаа на некој начин да дадат некаков придонес, мислење, став и да покажат некаква вклученост во целата криза на барем на позитивен начин со било. Имаше некои ситни брендови кои што се било да профитираат нели веднаш со маски, со слични работи, меѓутоа многу брзо тоа го искористија тој бранд, меѓутоа тоа не е некоја тактика која што може компаниите кои што одат се тука да останат подолго и сакаат да имаат некаков сериозен импакт, нели, и бизнис и општествен, нормално тие пракси гледаат да ги избегнуваат, меѓутоа она што се случуваше и што беше интересно е дека сите навлегоа некако со своји реакции поврзано со вирусот, иако не е тоа главна дејност. И тука една стапица секогаш се појавува кога сакате да го јавате тој бранд, односно се качите на возот и да коментирате за нешто што можеби знаеш, нити сте стручни, нити е дел од вашиот бизнис, нити дел од вашите аспекти. И сега тука доаѓа до нели се доаѓа до ситуација во едно искушение, сакате и вие да се приклучите на муавето, сакате да покажете дека и вие следите кај вашиот бизнис и компанија е во текстот тоа што се случува, но многу е пипаво тука и некогаш навлагате на терен кој што не е ваше да го коментирате сето тоа. Така што имаше многу примери на тоа дека луѓе споделуваа внимателно информации кои што се официјални, направија некакво нивно брендирање, па со некакви карузели, тие информации ги пласираа поврзани со јавното здравје, каде што на крај да речеме има некаков call to action, односно повик да се користат нивните услуги онлайн. Сега Стопанска банка мислам дека имаше добар таков интересен пример и некои други компании кај нас. Имаше компании кои што правеа некаква нивна импровизација и нивен редизајн на препораките од Министерство за здравство и Светска здравствена организација, што е окей, нема зијан од тоа генерално. Меѓутоа пак мислам дека првата реакција тука е тоа, знаеш, желба да се вклучиш у целиот диалог, дискусија и така натаму, меѓутоа прашање колку ти си тука стручен и вичат. Сега од друга страна сакаш да можеби да разгледаш и да видиш кој аспект од твоето функционирање може да придонесе во овие услови. Значи дали имаш сегмент на функционирањето кој што може да биде битно значајно во овие услови, меѓутоа пак првенствено да не биде толку продажно на мене, толку што да биде услужно и да биде во сврха на тоа. Значи ако Стопанска банка излегува и вика дечки препорака 1 2 3 4 петата користете онлайн, имаме онлайн опција. Или ако информираш за нешто што придонесува да се запазат тие препораки, тогаш мислам дека тоа е окей. Така што ако направиме некој пресек на тоа како македонските компании, глобалните нели се поискусни во вакви кризи, не била само оваа криза, него и друг тип на кризи имало. Нашиве малку мислам дека се уште не успева да се воздржат и сакаат да се едноставно да своји коментари, ако можеби не име место таму, не се доволно стручни и вични. Добро изреагира сите оние компании кои што држејќи се, истекнувајќи ги препораките, успеа да најдат елемент на своето функционирање кој што нели беше во склад со препораки. Мојот впечаток е дека немаше некои сериозно големи киксови во тој аспект. Сепак станува збор за некакви нијанси на комуникација, во смисла на нијанси на тоа колку
и како ќе се комуницира. Значи, бројот на објави, намалување на број на објави, тип на објави и така натаму. Значи, ние имавме неколку различни сценарија, некои што ги следевме, некои што ги работевме. Значи, пример за некои од брендовите за кои што работиме, во суштина ние моравме да промениме објави во кои што ќе тргнеме објави кои што алудираат на отворен простор, на излегување надвор, на забава и така натаму. Значи моравме да ги ревидираме тие работи. И онака едеше далеку, не дека некој утре ќе се најде да реагира, пошто добар дел од луѓето јасно им е дека нели тоа се стандардни објави спремени денови, месеци, недели наназад, меѓутоа тој да речеме у оваа ситуација реал тайм маркетинг во кој што можеш да се прилагодиш на позицијата, на контекстот. Па тргнавме некои објави, сменивме некои објави, извадивме некои нови објави. Прво и основно многу помалци. Значи се успори се. Без разлика што многу повеќе луѓето нели се на интернет, ние ги намаливме активностите, затоа што можеш да бидеш предпазлив. Значи не благодарно е да ти се рекламираш у фаза у која што нели сите се во неизвестност, се нели паника и така натаму, се ти викаш попустимам ја на овој производ, појмалям, тоалетна харта. Затоа што и овака и онака нели пораката генерална е дека сме тука за доброто на сите. Имаше пар примери од регионот, што ги забележав, каде што комуникацијски пораката беше нашиот производ е многу добар, користете го сега, додека е време на криза, пошто не може да излезете од дома. И тој тип на пораки мене не ми се допадна и беше да речеме најнегативните што, мислам, ако може да се класифицираат како негативни, што ги. Значи не еве сме сите заедно да ви помогнеме, туку моментот беше нашиот производ е супер, додека вие сте дома. Така. Значи на некој начин многу лесно може како профитерство некакво нели да се протолкува и да има бекфаер некаков и да брендот да биде. Да. Значи во суштина ние сега да идеме на следната точка маце и отидовме на солидарност, само да идеме на кај маркетери како опции на располагање, што всушност имаме. Ај претходно околу Филип гледам поставува прашање околу етиката. Значи генерално тука во принцип пак нормално дека ќе зборуваме малку фазава на солидарност како некои брендови го изиграа паметно тоа. Значи се имаш ситуација кога имаш потенцијална можност и се отвара еден нов пазар, цел нов сегмент, меѓутоа за жал тоа отварање на пазарот е под влијание на надворешни услови кои што се многу негативни. Сега ти имаш дел кај што ќе мораш да навлезеш во да речеме да пробаш да го искористиш од бизнес аспект зашто се надеваш дека нема да ескалира на тоа ниво, ама од друга страна ако се случи како што се случи сега, можеш да бидеш ставен на столбот на страмот затоа што на некој начин ќе излезе дека ти ја користиш ситуацијата кога сите гледаат како да го најдат излезот, кога е паника, кога сите сакаат некаква сигурност и стабилност, не е баш етички да се зборува за пари. Така што тука е многу внимателно. Оно што е многу битно е да се разбере дека во оваква ситуација и покрај тоа што онлайн секоја комуникација е во некоја мера кризна комуникација, овој пат, значи во оваков период буквално секоја комуникација е кризна, потенцијално жариште за криза. Во смисло тоа дека, не знам, денеска имаше фотографија со луѓе како влегуваат во ЈСП во автобус гужва и тоа стана вест на денот. Значи не може да има некоја слика во која што ти некако тако нешто ќе прикажеш. Твојот бренд има поише од 5 души на слика, не знам. Нешто у тој фазон, значи одма ти се ставаш на оној моментот дека сега се сите дома и се на социјални мрежи и дека се спремни за лајање, тука не ќе да влезеш. Да, апсолутно. Тоа но тоа треба многу се внимава зашто во моментов она што е една од тенденциите, ај пак ќе се вратиме на потрошувачите, ама не е тоа потрошувачи, него тоа е публика. Значи публиката сега во овој момент е толку нафурана на наоѓање на луѓе што еден куп искачаат фотки како секој да чека на балкони да слика поише од тројца за да ги објави на интернет, знаеш. И тоа е сега сите стануваме лов на вештерки правиме. Значи класичен лов на вештерки. И мора тука да се внимава, што викаш случајно замисли дека има многу компании кои што своите објави, не знам, имаш по 5 и си ги закажал унапред за месец дена. Имаш, не знам, реклама на компанија која што работи со сокови или со патики, на која што се 5 млади луѓе кои што прават живели. И тоа е више, значи вие стимулирате собирање на поише од 5 луѓе. Затоа дефинитивно мора се толку као кризна комуникација затоа што
мора proofread да правиш, односно дупла проверка на се што објавуваш периодов, да не се поклопи со некаков негативен тренд и да отиде све по ѓаволите. Да, мислам, осетлива е ситуацијата, пошто за и најмало влакно, кај што можеби не можеш да претпоставиш дека ќе има реакции, луѓе знаат да реагираат во една ваква ситуација. Значи, еден куп ситници, мислам, пред неколку дена излезе, нели, информација во медиуми наместо преку министерство официјална за дневниот извештај и слично, луѓе дигнаа огромна джева како тоа може во министерството да дозволи такво нешто да се случи и така натаму. Мислам, не е дека не се оправдани тие реакции, некој пат се оправдани, некој пат се помалку или повеќе оправдани, меѓутоа тоа е, да речеме, предизвикот со кој што се соочуваме овие денови во таа комуникација. Особено што, да речеме, треба да се подготви нова содржина, треба да се размислува и за понатаму да се одржи активна комуникација. И сега да стигнам пак кај маркетери и опции на располагање, значи јас кажам... Добро, извини, само пред да почнеш на тоа, меѓувреме може да ги повикаме сите што ни се на линија, да ни пишат чак некој пример, можеби од првиот бран, што на начин на комуникација на компании кој што им се допаднал или од друга страна не им се допаднал. Да видиме дали има некој пример кој што ви остана као види ги овие што комуницирате или од друга страна ова е добар начин на комуникација. Да, баш така. Добро, ќе се надврзуваме, пишувајте, луѓе, гледаме, следиме, ако сакате да се пријавите таму, пријавите се кај Дарјан. Да, слободно одмютирате се и поставете. Не проблем никаков. Да си додам ја на моето сега. Може ли конечно? Ајде. Више па. Добро, значи целата приказка е што имавме различни сценарии. Значи имавме сценарии кои што најчесто се намалува број на објави. Чисто меѓу другото за да не се биде вулгарен, за да не се биде преддосаден, за да не биде сега аха село гори баба се чешла муабетот. И од една страна, од друга страна има ситуација во кој што имаме и затворено скроз канали за комуникација, значи имаме клиенти кои што затворија со работа комплет, како например трговски центри и слично, и кои што нема логика да се комуницира, значи едноставно тоа е тоа. Меѓутоа имаме друга страна и клиенти кои што затворија работа, меѓутоа стратешки се договоривме дека ќе продолжиме да комуницираме на некој информативно ниво, значи нормално не промовираме никакви услуги, производи и слично, туку се држиме до темата во која што, нели, комуницираме и овака и онака, ги сврливме сите тие други објави што се промотивни и слично, сервисни, и ги оставивме само информативните објави. Чисто за да, нели, се одржи тој континуитет со фановите и со публиката, за да, нели, пак им се даде некаков момент на информација, забава, можеби да се одржи тој ритм. Затоа што вие ако замрзнете некаква комуникација на колку и да е време, 30 дена, 15 дена, 60 дена, не знаеме кога ова ќе биде готово и како тоа ќе изгледа кога ќе биде готово, тогаш после кога ќе треба да се вратите е доста тешко. Прашање дали ќе можете да се вратите одма во позицијата во која што сте били. Не само поглед на видливост, него и поглед на активност и слично, пошто утре други ден некој ќе се сети, аха, кај беше бе ти 2 месеци, те немаше никаде, сега ми се правиш паметен за не знам што. Да. И автоматски ќе може да ти го извади моветот назад. Ева, Андри има еден коментар за компании, меѓутоа поише припаѓа баш на следниот слайд што ќе го имаме Андри, така што баш у таа меѓуфаза зборуваме за компании кои што во фаза на солидарност некаква, нели, сите излегуваат со општествено одговорни активности и ќе спомнеме неколку глобални примери кои што наидоа на добар фидбек во јавноста, ама ќе се навратиме на некој од 50-60 години, не од 50 него од Втора светска војна, па да видиме како се рефлектира Марк и Спенсер и некои слични примери. Така да интересна таа забелешката и утаа кога се движиме, да. Супер. Ајде оди на следен слайд. Океј, значи следниот слайд ни се однесува на една меѓуфаза. Значи, таа меѓуфаза што се случува? Имаме еден шок, нели, у првава фаза, кај што луѓето ни се тука, рековме, меѓутоа се фокусирани на тоа што се случува со кризата. Компаниите се тука и се малце збунка, да комуницираме, да не комуницираме до која фаза, на кој начин. И полека сите сваќаме дека сме сите заедно у една каша. Врати ми го слайдот за да кажам уште една работа, сакам да кажам кај компаниите. Спомнав дека добар дел од нив се мора да бидат соочени силно прилика да ги направат дигиталните канали онлайн продажбата како примерна. Добар дел од нив сватија дека се тотално неспремни и потфрлија сериозно. И тоа ми е од
повторно ќе кажам добра лекција, ако успеат они додека трае оваа криза да се вратат назад. Многу ќе биде тешко затоа што многу има негативни искуства, самите они ги затвараа продавниците, не може да испорачаат, прекинува продажба и слично. За жал можам да кажам дека во таа ситуација би требало да гледат што се случува 3 месеци назад, да ја гледаат Кина и да ја гледаат Италија како примери и да бидат подготвени, затоа што во еден куп други работи каде што би кажале дека Кина не е предвестница се што се случува наоколу на светот, овој пат Кина итекако требаше да биде показна вежба и да се подготват тие компании. На крај дојдоа како неподготвени, изгубија, според мене, мислам дека добар дел од нив изгубија доста. Сега други мали, кои што се пофлексибилни, кои што не се такви под голем наплив, се обидуваат да испливаат полека на површина. Меѓутоа, генералниот впечаток мој е дека тука компаниите, кај некои од големите компании се случи подфрлање. Имаше коментари по социјалните мрежи. Да, еве го. Стигна коментарот, значи, тука. Точно, баш така. Затоа што не успеа да се подготват и да одговорат. Имаше денеска или вчера, не знам кога, супер неколку вести. Прво Амазон бара вработени и онлайн шоповите во Македонија бара, маркетите бара вработени, да им помогнат како сезонски работници. И вчера или денеска имаше некоја иницијатива да сите што работат во кафичи, ресторани и слично, што се сега се испозатворени, дека всушност може делат и да работат сега, да им помогнат во овој шпиц на тие. Сега, значи пред да ги прочитаме овие коментари што ги имавме, генерално значи ова може да се земе како лекција, не е конкретно маркетинг активност, меѓутоа е ефект, односно импликација која што од маркетинг аспект негативно може да се одрази. Фактот е дека ти како компанија, ако на оваа ситуација не си сигурен дека можеш да го прилагодиш бизнис моделот и не си сигурен дека можеш да одговориш, треба да внимаваш на кој начин ги промовираш своите услуги во тој момент. Значи можеби да направиш едно повлекување, да влезеш малку во defense mode додека се случи ситуацијата или да ги пресретнеш со некакво соопштение дека дечки, нашите сервиси под притисок на големите барања во моментов нема да бидат активни. На кој начин backfire едноставно нема да дозволиш да бидеш тагиран на 50% дека не си ја прекаш работата. Така што излегува со спонзорирани постови. Значи, според мене во оваа ситуација, на пример, шокот кај компаниите, особено кај вие мало продажниви компании, мислам на маркети, беше затоа што они имаа огромен наплив во прво време во офлайн продавниците и во исто време огромен наплив онлайн. Да, имаше два удари претрпеа дефинитивно. Значи, двата удари одеднаш бе, и тоа беше сериозно. Да. Еве негативен пример што го зборевме Елена Лука маските, да, тоа беше big fail, ама оди да купиш маска Елена Лука. Ја ти гарантирам дека од тие 2 дена немаше шанси да купиш, пошто сите беа распродадени. Мислиш? Да, 100% сум сигурен. Се прашање е као бренд ме сваќаш, као дали е тоа fail или не, односно е fail дефинитивно, ама каков одраз има на бизнисот, така да. Така. Добро, овие примери сите неколку што ги спомнавме, значи Љупка ни пушти 2 примера добри, Масит, тоа не комуницираше и нас директно, дали имаме некакви IT алатки што можат да се стават во полза на погодените бизниси, значи од типот на платформи за учење, за основни и средни школи и така натака, значи ние понудивме нели тој дел да помогнеме. Имаше многу компании кои што се приклучија понатаму. Другиве примери генерално се за следниот слајд, тоа е нели фазата на солидарност, кој што ми беше муабетот оваа фаза, компании кои што успешно успеа, кои што најдоа начин како да искомуницираат како што треба и да нели ја пресретнат кризата што можеше да ги да, во поглед на ова со реакција што го спомнати со нели навремено комуницирање и слично, мене најсоодветно ми изреагира Пакет. Затоа што така, тоа ми беше таков тип на примери, да. Прво се спремија, смислам, беа малце поподготвени од другиве, пошто нив онлайн им е единствена продажба и логички дека ќе бидат поподготвени, иако не е баш логички, пошто овие другите имаат логистика многу поголема, луѓе и дистрибутивни центри, да.
така, ама реакцијата од типот на извинувањето, односно објаснувањето на самиот сајт од директорот, односно собственикот, вчера се сервер сменија, им беше спор сајтот, го сменија урокот саат време серверот позадински и така натаму. Така, мислам дека беше вчера или завчера, не знам точно. Меѓутоа, без разлика дали и кај нив доставата не е одма, не е денес за денес, пак се чека некое време, пошто тоа е капацитетот. Они знам дека бараа луѓе за да го зголемат тимот технички, затоа што нема капацитет да обслужат. Сепак реакцијата нивна беше многу Нивна беше во старт, тоа ми беше моето, дека они во старт ги пресретна потенцијалните незадоволства на клиентите со тоа што претпоставија што може да се случи и пред било кој да ги кажа дечки ова е рамката која што ние ќе се движиме и тука не оставаш простор веќе ти да добиеш негативен фидбек, негативен пиар во целата работа. Океј, пошто имавме доста примери, идеме на следниот слайд, бидејќи најголем дел од примерите што ги спомена и споделија дечките од четот, во принцип се однесуваат на оваа фаза. Тоа беше фаза кај што генерално пак ќе кажам, ако се навратиме на сите кризи назад во историјата на човештвото, да не кажам дека имаме масовни медиуми, значи им пратив даре вчера на каналот као предлог за гледање, сигурно го знаеш, Walk the Dog. Добро. Значи, нели, тоа е фаза која имаме една криза кај што нели се случува кризи, како од аспект на пиар се решава, но стално имаш тука една фаза кај што солидарноста доаѓа у прв план, кај што мора да има некаква позитивна приказка која што ќе ги обедини. Едноставно, тоа се фази кои што се уште нас како луѓе ни се природни, уште не знам, слушајќи ги приказните, басните од детството, тоа е една фаза која што, да не кажам, ние очекувана природна и начин на кој што се справуваме со катастрофите. Значи, првото е шок, неприфаќање, прилагодување и обавезно има една нишка на позитивност, сентименталност, позитивна емпатија, солидарност и така натака. И ако го видите тоа, секоја криза се случува. Значи, секогаш мора да има една фаза во која што сега сите сваќаме кај сме, меѓутоа ајде една солидарност. Американците ги вадат знамињата за 9/11 сите надвор. У филмот ако ви текнат патиките дека војников нешто дури ја направи конструкција таква за да луѓето влезат во оваа фаза на солидарност, која што дава некаква утеха на сите нас и ни дава сигурност дека пак сме дел од еден колектив кој што знае да реагира, не е никој оставен на цедило, него сите заедно се движиме кон една нова стварност во која што сме спремни сите да помогнеме. Така што голем број од компаниите ова почнаа да го практикуваат, односно, како што видовме примерите, да даваат свој придонес за кризата. Дел од нив во оние сегменти во кои што работат, дел од нив во, да кажеме, креирање, тоа создавање на дел од продуктите кои што мањка, тоа се маски, имавме примери кои што ги спомнаа дечките ресторани за која донираа храната, така натаму и така натаму. Значи, ова е меѓуфаза во која што уште повторно компаниите сакале некеле морат или да ја прифатат, или во оваа фаза да намалат скроз со продажните активности, затоа што не знам дали приметивте, ама во текот на изминатата недела, негде од средината на минатата недела, најголем дел од постовите, од фанпејџовите кои што се случуваат, добар дел од нив има некаква хуманитарна позадина, бесплатно доделување, споделување и така натака. Значи најголем дел од фидот ни беше прошарен со ваков тип на вести. Тука повторно доаѓаш во една ситуација кај што мораш да внимаваш кога сите даваат и да пробаш да не продаваш. Да, грубо кажано маркетиншки ти не можеш да продаваш сега, пошто е неетички, а од друга страна мораш да си ја промовираш својата услуга, односно да покажеш колку си добар во тоа што го правиш и тоа што знаеш да го правиш. И тоа ти е најлесно да го даеш за без пари. Затоа што ќе имаш многу поголема публика која што за без пари ќе дојде, ти не можеш да продадеш сега секако. Прашањето е дали ќе се одлучиш да го даеш за без пари, за да уствари ти еден куп други луѓе кои што можеби не знаеле за тебе, не можеле да дознаат за тебе, не биле заинтересирани, ќе им покажеш дека си добар. Значи Zoom ти е еден супер пример. Zoom е одличен пример, да. Значи Zoom е одличен пример кој што читав баш пред сесијава сега текст дека за ненормално кратко време во Силиконска долина Zoom станал глагол, како што Skype беше глагол. Значи дека го заменува, затоа што го заменува Skype како глагол. И тоа се случува сега. Значи ова е моментот во кој што се случува тоа. Го живееме. И читав зошто е тоа така, пошто бил reliable, пошто она. Пред саат време со колегите дискутиравме некои опции за некакви активности за некои од нашите клиенти и одма ме изреагира немој Discord.
Discord е онај чет групен, геймери го користат и слично, имал премногу оптоварени сервери, паѓал, не бил reliable, легови имал доста и така натаму. Ме сваќа. И се автоматски јас веќе добивам некаков без разлика што сето тоа ни го прават од солидарност за да помогнат и слично, јас креирам однос негативна слика, ако утре треба да користиш колку позитивна или негативна, да. Значи не е пошто зошто ти да даеш нешто фри или слично, него треба да даеш фри за да ти истакнеш всушност што ти е како се вика главната страна, значи што ти е квалитетот. Зашто ти реално можеш да помогнеш на луѓе. Ево им уште еден пример овде. Халк банка имаат одлични маркетинг кампањи во секоја актуелна ситуација. Халк може да искоментираме, да сме дека кампањите се добри, ама треба да видиме на ниво на имплементација од тоа што го рекламираат они што се случува. Пошто има некои супер примери со претприемачи, тоа знам, што прават сега у фаза на корона немам поима. Па имаше некои објави колку што ги заследив од луѓе дека ние сме на работа да ви помогнеме, вие седите дома, оддалеченост, маски и така, некои добри. Тука една многу битна работа кај брендовите е токму тоа. Делот со вработените. Делот со грижа за своите вработени, со грижа за клиентите. Во смисол, нели, тоа солидарност беше и денеска фатив коментари за вработените во маркетите. Као секоја чест да добиеле поише пари затоа што се изложуваат многу повеќе на ризик, сега пошто некој мора да го работи тоа. Исто и ова, и со банки, и со осигурителни компании, сите они сега, нели, треба да им дадат назначење на тие луѓе. Имаше, ми се чини, некоја банка слика од гости од Дебар вработените дека работат. Од Дебар има читаво видовме, да. Така да тие се тие примери во кои што се работи на таа емпатија, меѓутоа истакнуваш квалитети своји. Не се обидуваш само да ќариш као чекај сега ќе донесеме поише лидови, него едноставно си ја задржуваш суштината која што Ирена веќе нешто спомна за зголемено онлайн купување на производи, тоа ќе вас спомнеме во следната фаза како се ревидира малце навиките на потрошувачите и што можеме, да. Значи тоа ни е следниот слајд, да кажам. Сега да останеме на овој слајд пошто има неколку примери. Овдека треба да внимавате, знаеш, да внимаваме сите да не го направиме тоа на извештачен начин. Тука едноставно да понудиме дел од нашата експертиза, која што ни е иманентно, односно природна и ја имаме во компанијските рамки да пробаме така да понудиме. Меѓутоа имаше интересни примери, да речеме сега многу се погодени авиокомпаниите се најпогодени. Тука го имате Ричард Брансон беше од Virgin, кој што нели многу често филантропски зборува, значи еден куп книги за тоа како треба да се третираат вработените на прво место, секогаш вработените и така натака. И сега се случува он прв да реагира со неотпуштање, туку прекинување на работен однос привремено на голем дел значи неплатен одмор на најголем дел од вработените. Знаете, и сега ова е добро затоа што на некој начин сега малце е една фаза која што градење на некаква, да кажам, бренд култура, која што се покажа како лицемерно. Вработените на прво место, вработените најважниот ресурс, вработените и одеднашка, ама се вработените ќе си одат на одмор. Од друга страна, Apple им даде платен одмор на сите, така, што направи голема разлика меѓу тие два бренда сега. Да, сериозно. Имате случај кај што, да речеме, компаниите свесно викаат ние овој период, веројатно, да речеме, утоа за козметика и здравје, ќе видиме некои графици претходно, ама највеќе падна интересот меѓу другото патувања и после тоа козметика, пошто дома сме сите, се може да се запустиме малце, освен ние што треба да збориме онлайн. Ама генерално, да речеме, Луи Витон и Сен Лорен, кој беше што комплетното производство го пренамени во... Дај ми екран го имам негде тоа, дај ми пушти да шерам. Значи, они комплетно го пренаменија целото производство на козметички продукти, на парфеми и за нега и зубавина, го пренаменија во дезинфекцијски средства и се оно што е потребно во рамки на криза. И тоа е еден голем чин затоа што не само што гледате, тоа е вин-вин ситуација, затоа што ти знаеш дека ќе ти падне нагло купувањето, инвестираш во нешто што ако ништо друго ќе ти донесе огромен публицитет во моментот и ќе се надеваш дека луѓето ќе се ќаваат на тоа. Значи, ваков интересен пример е многу со Маркс енд Спенсер, значи нели синџирот огромен на робни куки, да ги кажам, стоковни куки во Англија. Они се пренаменуваат во времето на војната, кога нели се англичаниве под напад на
фашистичка Германија, они се пренаменуваат целосно да произведуваат заштитни маски, не знам што се не за тоа што било потребно. И тоа као еден огромен голем патриотски чин се цени во тоа време во Англија, кога они у 60-ти и 70-ти години запаѓаат во тешка криза. Значи луѓето се вртат и викаат чека, они ни помогнаа кога беше најголема криза, дај да се насочиме да купуваме од нив. Значи тоа е некаква инвестиција во иднината, така што и тоа се некои добри примери кои што не само што имаат позади, нема секогаш позади емпатија и етика. Туку некогаш се поклопува емпатијата и етиката у вин-вин ситуација со бизнис логика. Така, ти секако нема да продаваш у моментов, направи нешто за што луѓето ќе те запамтат и кога ќе тој моментот таа вредност на брендот ќе препознат кај тебе. Нели ќе зборуваме со новите генерации, зборувавме со претходните за брендирање и зборуваме за тоа дека брендот е пред се gut feeling, односно чувство. Така, значи се што правиш на брендот е чувството што го предизвикаш. Ако оваа ситуација успеш да предизвикаш позитивно чувство врзано со твојот бренд, кога ќе настапиш така, ти ќе имаш плодови кои што ќе ги пожнееш за некој месец или година од сега. Да. Да, Dior беше примерно, тебе го горе го спомна, го најдов ја малце покасно, ви пуштам некои линкови до овие работи што ги зборуваме сега. Од тоа што сега овде ја го чепкам по екран. Добро, она што го спомна, нели, сега малото беше лидерството и лидерите и одлуките и слично. И тоа беше исто така. Многу се виде кој зборува, а кој работи. Нормално, малце е преризично и пребрзо, без тие мерки владени, државни, глобални, ти реков ми рече, без да знаеш ни државата како ќе постапи во одредени ситуации, пошто има многу различни реакции од тој аспект, да одлучиш ти како компанија што ќе направиш. Прашањето е и колку време ти можеш да бидеш оперативен, затоа што не е дека па големи компании можат долго време да бидат и оперативни. Така да не им е сеедно што ќе прават и како ќе прават со работените. Знаме NBA имаше доста добри примери, кои што например Марк Кјубан рече дека ќе ги покрие дневниците на сите луѓе што работат за тимот и за салата, зашто сите они се на дневница. И он рече дека ќе ги покрие сите трошоци за тие вработени, затоа што ако нема NBA, ако нема утакмици, они нема да може да земат никаква плата. Мислам дека беше Зајон Вилијамсон рече дека он ќе ги покрие од своите пари трошоците на сите сезонски работници, на сите такви дневни работници. Доста спортисти излева. Тој момент беше многу интересно што кога јас ја гледав утакмицата на NBA, кога донесла одлука баш на сред утакмица, NBA донесе одлука да се прекине сезоната. И на полувреме отида новинар Марк Кјубан да му прави интервју и изјава да му земе. И мислам моментов беше многу јак, пошто човекот беше као чекате бе малце, као не можам сега да ви давам изјава, не знам што ќе се случува, знаете дека ова е систем на врзани садови, никој па до сега не застанала NBA. Ама пази да речеме, не знам, во фудбалот беше многу интересно и мислам дека е доста поврзано, тоа може да љупка е малце по делот на PR повично и поише ги разбира работите, но ја претпоставувам дека беше доста врзано. Ако ви текно искочи една снимка, туку едно меме се вртеше, ќе што викаше, не знам, Кристијано Роналдо заработува не знам колку пари, а докторите заработуваат толку, и сега да си го прашате Кристијано Роналдо за леков од корона. Значи, добро, и му извадија лажна вест. Целата работа. Значи, он не е ни крив ни тужен у ситуацијава, меѓутоа после тоа како некако да рипне еден огромен бран на фудбалери кои што донираа многу пари. Значи, многу примери имаше на фудбалери што донира пари и многу дури излегува со изјави, немаме никаков проблем нас да ни се скратат на пола и плати и се што треба у моментот. Така што генерално мислам дека сигурно беше поврзано на некој начин, знаеш, нивните PR служби сигурно рекле дечка еде полека да излеземе ние со ваков тип на гестови, затоа што едноставно има многу негативен PR у периодов на таа сметка. Дека се они преплатени на сметка на лекарите, што е нормално е така, меѓутоа не се они криви во моментот што тоа е така. Да, Давид пишува за Ford и GM и Volkswagen дека почнале за производство. Мислам дека се подготвени или рекле дека може да се пренаменат. Јас за Ford читав дека само преку своите механизми рекле дека ќе одложат плаќање и слично.
еден куп фабрики се застанати со работа затоа што не може системот да функционира, не може да патува роба, не може да се продава, не може ништо, така да знам Volvo дека е застанато сигурно и Ford дека е застанат сигурно, за другија не верувам дека е нешто претерано многу различно. Меѓутоа ако немаш ти репроматеријали на Ферари е застанато, добро се луксус е Ферари. Да, Ферари е луксус. Најве Љупка кажа затоа коментира дека не треба науката да чека милоsti од спортот, што е навистина така. Меѓутоа ајде може да нешто добро ќе искочи цела ситуација ќе се да. Да, издавачки центар 3, бесплатни книги и така натака. Ова со Роналдо ги понуди, ама тоа беше веројатно после ова. Ова со Роналдо со хотелот е тотално лажна вест. Значи комплетно лажна вест, откриена подоцна дека немало врска. Во Шпанија имал неколку хотели, партнерот бил таму, хотелот демонтираше све живо диво тоа, така да нема врска. Ќе ви пуштам линк, ќе ви го најдам. Океј, добро, значи оваа фаза некако ја надминавме, да кажеме, очекувам моје очекување дека нареднава недела полека ќе спласнува и ќе пробаме да реагираме како што реагира секојаш човештвото, тоа е да пробаме да се прилагодиме и да бидеме back to the new normal. Што ќе биде new normal ќе видиме. Меѓутоа се надеваме дека ќе најдеме начини и модуси на функционирање кои што ќе, ако ништо друго ќе направат да се чувствуваме дека сме back to the normal. Добро, многу е она шкакливо тоа back to the normal. Имаше куп настани што се откажани, големи збиднувања во смисол на тоа дека Олимпијада, Европското првенство и слично. Затоа кажам the new normal, не баш normal, значи, имаш ситуација на Лига на шампиони, значи сега се врзав за спорт, меѓутоа ми е како огромен дел од маркетинг буџетите се врзани за тоа, огромен дел од активностите се врзани за тоа. Имаш ти комплетна промена на филмска индустрија. Значи Холивуд откажа промоција на филмови, па сега сватија дека не може да ги откажат, па бараат други начини да го пренаменат начинот на премиера на филмови. Значи многу промени во многу индустрии се случуваат. Едноставно шокот помина и сега седнуваме се пресметаме да видиме како тоа ќе влие, пошто нема да се отиде ова за преку ноќ, нема да кажеме готово се вторник се завршува, нели, приказката со корона. Најмалку година дена се очекува нешто да биде ова се уште активно, ако не и повеќе. Важно Телеком ги пушти спортските канали бесплатно сега кога нема спорт. Да, сега ги пушти, тоа беше, да. Спортските канали бесплатно. Не знам, шак можда нешто ги види. Имаш еден бољи коментар за некои други канали што ги пуштија Телеком бесплатно. Да. Значи, целата приказка е што се менува многу начинот на прво дека има статистики за Кина дека комерсот, продажбата паднала за 20%, меѓутоа и комерсот се качил за 3%. Значи има податоци кои што кажуваат дека сега ненормално многу луѓе искусуваат за прв пат да купат некои работи, а сваќаат која е комотноста без разлика што може утре кога нема да има таква ситуација, нели, ќе може веќе да тоа функционира. Ќе се навикнеш, чао пријатно. И ево, значи ние се променивме начин на кој што гледаме филмови, променивме начин на кој што конзумираме содржина. Без разлика што и претходно ние цело време бевме на Netflix и слично, а повторно имаше кино, имаше блокбастери, имаше огромни кампањи и слично, кои што денеска F1 и MotoGP, јас сум фан на MotoGP, батали F1. Значи си ги барат моделите. Значи сега сме во фаза во која што компаниите ќе барат начин како да се вратат назад во некој колосек со ново настанатаа ситуација, или ќе пренаменат производство дека е ова вака за да не изгубат, или ќе барат да се продолжат услугата. Значи имате вие еден куп услуги кои што се сите факултети, Brainster и другото оди онлайн. Значи не дека тоа било нешто невидено претходно, ама сега се повеќе и повеќе дали тоа станува неопходно. Син ми доби Google Classroom апликација преку која што сега ги добива сите часови и ќе работи домашни и ќе чита лектири, ќе пишува и ќе работи и така натаму. Значи работите кои што стоја, кои што постоја, кои што ги зборувавме само на теоретски ниво, дека можеби некаде таму Шведска и Норвешка функционираат, сега сме доведени до ситуација да ги употребуваме и да компаниите да ни ги понудат, и потрошувачите да ги користат, затоа што враќање нормала, што е тоа нормала више, нема да биде никој пат што било претходно. Тоа дефинитивно.
И ако ти во овој вакуум, кој што да е 2, 3, 5 дена, недела дена, ајде и така, ќе го поминеш, меѓутоа вакуум кој што ќе трае можеби 5-6 месеци и повеќе, не можеш да дозволиш да те нема и да исчезнеш комплетно. Па тоа е дефинитивно примерот она што го зборувавме, се малце вон темата, меѓутоа зборувавме за Холандија и за Британија кои што разгледува концепти за справување со кризава кои што се нели она имунизација на групата, не кажам на стадото, така се вика, нели, ама генерално свесно додату некаква да кажеме продолжување на активностите со цел да не колабрира економијата. Да. Па ете Британија денеска ќе разгледува нови мерки, Холандија и така веќе почнува да се предомислува, Шведска остана единствена која што дури децата у школа им одат месечни. Така. И сакам да кажам дека тоа не е опција баш некоја, дека може да идеме у фриз аут и да се разбудиме од зимски сон после година дена и да очекуваме дека се ќе биде нели, како што било претходно. Едноставно импликации ќе имаме и како што кажа, ние можеби ќе се случи, нели, има една од теориите дека после некое време ќе спласне ова, меѓутоа ќе се јави втор бран. И тој втор бран може да се случи новата нормалност да биде, нели, владите да кажат дечки идеме у локдаун како што беше, ние сме си веќе навикнати. И сега бизнисите ќе треба прво да разгледуваат еден мод, кој што ќе се вика карантин мод, да не кажам. Меѓутоа многу пологично да немаш карантин мод, него да си 365 24/7 спремен за функционирање кој што ќе биде онлайн, ремоут и така натака. Значи ја не верувам дека после ова ќе има сериозна компанија која што нема сериозно да инвестира у своите дигитални капацитети. Па како беше, секој е лошо, по некој е добро. Секој е лошо. И тоа го спомна дека може да очекуваме, можеби, нели, ова да биде првата вистинска револуција и на e-комерц, и на дигитализација на Македонија. Да, види, значи има многу битна работа. Кога си употреба, кога имаш зорт некаков, а ние сме сега сите у таква една ситуација, ние создаваме емпатија и чувства спрема оние кои што ни се наоѓаат во таа ситуација. Така. И многу брзо ќе ги заборавиме дуќаните кои што не ни извлегли у пресрет или кои што не ни продале тоа што ни треба или кои што не ни плателе или што и да е. Така. А многу брзо ќе развиеме емпатија и емотивни чувства и поврзаност со компании кои што ни се нашле тука сега. Значи, па ќе кажам, ќе го спомнам Zoom, ќе го спомнам Netflix, ќе ги спомнам онлайн шоповите, ќе ги спомнам сите оние кои што ни ставиле своји услуги на располагање. Било тоа да е банка, било тоа да е осигурителна куќа или било тоа да е, не знам, Телеком, ЕВН, што и да е. Пошто, јас немам проблем толку многу со конекција дома, без разлика што инфраструктурата глобална не е подготвена да функционира со толку многу интернет потрошен од дома. Значи, дома и домашните корисници не се главните јазли на трошење на интернет. Европската комисија побара од Netflix да ја намали брзината на стримање заради тоа, за може да, нели, се продолжи со функционирање, да не се бара, нели, да не се срушат бизниси и слично. Така да се случуваат тие работи и ние градиме односи. Мислам, знаеш како, у лоша ситуација најмногу другари можеш да видиш кои се или прави другари кои не се. Да, у принцип тоа, значи прво ќе дискутираме што е тоа што им фали на компании во моментов, барем ајка нас, ама и глобално, кои ќе бидат засегнати директно, кои како ќе треба да пивотираат у ситуацијава, мислам у новата реалност да кажам, меѓутоа што значи ова за нас како индустрија. Мислам дека и тоа е доста битно да го споменеме, мислам дека доаѓа нашето време конечно. Веќе нема да мораме да им објаснуваме на оние што се late adopters, значи на сите компании, директори, луѓе кои што се на одлучувачки позиции од одредени бизниси, веќе мислам дека не треба да им објаснуваме колку ќе може да им помогне дигитализацијата, дигиталниот маркетинг, дигиталната трансформација и така натака целиот бизнис. Зашто ова беше веројатно болна лекција ќе биде, ама ќе сватат, ќе видат чекај кај ни остана опциите на кој начин може да пристапиме до пазарот сега, а пристапувањето до пазарот ќе биде социјално дистанцирано од сега натака дефинитивно. Да, значи дефинитивно. Па добро, мислам, ќе помине, не дека нема да помине, ама не се согласувам комплетно со ова што го кажува Андреј дека ќе се бара целосно префрлање на бизнисите онлайн. Не е ни во Америка, не е ни во најразвиените места целосно префрлање. Значи си има улога офлајнот, меѓутоа си има во таква една нова констелација различна позиција.
Например, ти секако можеш да надменеш одредени проделни марки продажа на некои производи онлайн или офлайн, ама не можеш сите. И некој ќе си има улога, значи Best Buy има свој дуќан, не знам, или Apple има свој дуќан на New York Time во New York, на New York Square таму како беше, New York на Times Square, ама тоа продавница купуваш онлайн. Значи ти влегуваш од дуќанот и се случува електронски, без разлика што ти дојдеш шоурум некако. Јасно. Тоа е тотално друг муабет, значи дека секој биде онлайн е малце престрого, прероботски да го наречам. Меѓутоа дека конечно ние може да очекуваме дека ќе размислуваат луѓе сериозно и дека ќе сватат дека каналиве се легитимни и бара инвестиција, не е сега имаме онлайн шоп, му дававме на Перо од трети да ни направи и готово завршивме работа. Да. Апсолутно. Сега ќе бидат нијанси прашања затоа што се поише бизниси кои што немале конкуренција, ќе добијат својата конкуренција, ќе сватат колку е битно нели секој една ситница во креирање на маркетинг кампања колку ќе биде. Дури сега мислам дека на цена ќе дојде оно што се вика перформанс маркетинг, кај што ќе се мери буквално секоја посета, секој цент потрошен, секој return on investment на секоја инвестиција и најпростата и најобичната кампања, за ќе сватат луѓето дека таа оптимизација на кампањите ќе биде make it or break it. Така што може да очекуваме дека компаниите, прво бизнис моделите ќе ги пренаменат, да можат да одговорат на новонастаната ситуација, меѓутоа за да можат да ги промовираат новите начини на функционирање да стигнат до клиентите, мислам дека многу ќе мора да се ослонат на дигитализација, што значи дека во принцип ќе од една страна ќе биде голем предизвик. Од друга страна, пошто нели вториот дел следов ние за потрошувачите, како што кажавме, како што спомна Ирена веќе во коментарите, значи потрошувачите веќе сватија која е лагодноста од купувањето онлайн. И тоа што го спомна дека веќе 2-3 дена не е проблем да се почека. Дека имаме нови начини, нови можности, тоа значи дека малце пазарот ќе се зголеми на онлайн услуги. Така што веројатно нема толку да се зголеми колку што ќе им биде голема конкуренцијата на овие и колку што биде голема тепачка да се дојде до новите, ама некој олеснување дека и пулот на луѓето кои што ќе може да понудиме услугата онлайн ќе се зголеми. Така што на некој начин поентата е дека компаниите ќе морат драстично побрзо да влезат во дигитална трансформација. Да, е супер прашање од Номче. Дали мислите дека големите корпорации имаат поголема општествена и социјална одговорност во овие моменти колку спрема потрошувачите и пазарот? Малите компании и бизниси секако немаат капацитет да направат многу на тоа поле. Големите компании ќе останат големи компании. Значи така се направени системите политички и бизнис да големите компании нема да пропаднат. Значи може ќе пропадне 1 од 100, малите ќе пропаднат 90 од 100. Затоа што не може да издржат, што нема да ги добијат пакетите мерки за поддршка од овој фонд и оној фонд и овие влади и оние влади. Малите фирми се тие што всушност се движат индустријата и тоа е се тешка политичка одлука, нема врска со маркетинг. Од друга страна, големите компании за да бидат ликвидни мора да отпуштат некого. Значи без разлика што не се големи, прават големи профити, кај нив одржливоста може биде и 2 до 3 месеци, не повеќе, пошто се големи трошоците на месечно ниво. А кај помалите компании полесно може да се вратиш. Значи во смисол на тоа дека ако имаш 2, 3, 5, 7 вработени, ќе се седнеш и ќе се договориш, ќе стиснете заби, ќе најдете некој заедничко решение како да го преброите тоа или нешто ќе се пренамените. А кај голема компанија, освен откази, друго немаш. Така да, кој има поголема одговорност општествена, у теорија, ја мислам дека големите би имале, затоа што генерално се позаштитени и зашто повеќе уживаат во благодетите на општеството, на општествените услови во кои што им е дозволено да функционира. Збориме за мали компании, да, ние веројатно ги замислуваме малските дуќанчиња и така натака. Во принцип, мали компании кои што ќе можат да искочат од оваа криза на видела е тие кои што ќе понудат услуги кои што ќе успеат да надминат оваа криза. Значи Zoom нормално е огромна компанија, меѓутоа значи збориме компании кои што ќе нудат алатки или сегменти на алатки кои што ќе помогнат да се надмине оваа ситуација. Значи сигурно ќе има нови стартапи, сигурно ќе има нови компании кои што убрзо време ќе бидат купени од Google, Facebook, Microsoft, Apple или Alibaba, ама
генерално веројатно тоа ќе бидат компаниите кои што како мали компании ќе можат да кажат луѓе го трубиме ова дека е битно, ама требаше да се деси ова за да сватите дека е битно. Така што а сите други ќе треба да пивотираат во насока на нудење на соодветна услуга онлайн доколку е тоа можно. Да, има супер коментар Љупка околу дејноста. Значи да, се зависи од дејноста. Значи ако ти затоа Дарја неколку пати го повторува моментот со дигитална трансформација, затоа што дигитална трансформација подразбира и способност на една компанија брзо да пивотира, брзо да се прилагоди на ново направени услови. Значи дигитална трансформација значи дека Zoom, еве го пак ќе го спомнеме пошто тука беше пишан. Значи Zoom нема никаков технички проблем да скалира, тој има поголем проблем, затоа што работи у клауд, затоа што е дигитална платформа и затоа што со 3 копчиња, вака лаички кажано, они може наместо 100 да обслужат 1000 корисници. Ама тоа значи дека и твојот бизнис мора да биде способен да предвиди дека во еден момент наместо 100 ќе може да обслужи 400 корисници. И обратно, дека кога ќе се врати назад, ќе може да функционира. Така да индустријата е многу битна, да, кластерот е дефинитивно, да. Битна е трансформацијата, затоа што трансформацијата таа што ти одобрува, овозможува на структурно ниво како компанија да реагираш побрзо на промени. Тоа е уствари, нели, трансформацијата на еден бизнес. Ако викаме ние дигитална трансформација, многу повеќе трансформација на луѓе, трансформација на услуги, затоа што од друга страна еве еден шампион за дигитална трансформација е Airbnb, па оди види ги сега што прават. Значи им пропаѓа целиот сервис, целиот бизнес. Им паѓаат и акции, им паѓа све живо и диво, затоа што не може да издржат. Им паѓа целиот бизнес. Затоа што, нели, угостителство, туризам се првите нели. Секај што физичкото присуство е незаменливо и тоа е тоа. Ти немаш алтернатива, не може да дигитална да се смести. Без разлика што они се дигитална платформа, ме сваќаш. Да. Тоа е тоа. Основата на бизнисот има физичко присуство на човек на локација на која што се не може да биде. И баш тоа што го пише Љупка дека природата на бизнисот е некојаш едноставно си осуден дека ете физички, мислам, не знам, авиокомпаниите, туристичките агенции, сите тие работи, се што е врзано со физичко движење катастрофално. Ќе се дигне на цена транспорт, ќе се дигне на цена логистика, малце, се што е дигитално и така натака. Да, еве Кам за пример. Значи Кам имаше многу добро известување, мене беше многу позитивно кога рекоа луѓе аманте, не купувајте, значи толку многу, се во ред, имате услови за другите. Мислам јавно кажам на своите корисници, како се ката потрошувачи, не купувајте толку од кај нас, мислам. Нема боле од тоа, затоа што некои не можеле да постигнат, сите цело време кажуваат дека има залихи, не е проблем. Има залихи, барем за првиот удар, да. TikTok е друг муавет, не го отварајте сега. Што е со TikTokот? Не сум утек. Не сум утек дали Игор да го уклучиме или ќе кажеш ти ја знаеш приказка. Ништо, нема приказка, него доста популарен, па нема што да прават луѓе дома, што да прават. Добро, ако има некој бекстори тука, Игор уклучува се слободно и кажува што е приказката. Да не утињаме, ние сме 30 плюс да не сме таму кај што е журката. Сандра ова што го збори, да. Во принцип, значи, има големи компании кои што може да си дозволат на некој начин да направат позитивен пиар околу нив и околу нивниот бренд, со тоа што имаат ресурси у моментов да го издржат ударот, да дадат плата за следни 2-3 месеци, ако луѓето им се на одмор, да дадат попуст на производите, да дадат нешто пробоно, затоа што секако ќе имаат удар на овој начин, пробуваат да го амортизираат, односно тоа дека ќе креираат позитивна перцепција за нивниот бренд со кој што ќе се зголеми лојалноста и пулот на потрошувачи. Така што држи логика. Имаат повеќе, меѓутоа, не знам, од друга страна веројатно можеби ќе има некаков тип на акции, да речеме, кои што ќе бидат поддржи во твојот локален бизнис. Сега ќе видиме кој од овие ќе има, и тоа е некаков механизам за маливе да опстанат, меѓутоа прашање колку они можат, зашто големиве може да го направат со структурирана пиар кампања, да искочи едноставно нешто што не произлегува од нив. Види, се што е неопходно ти ќе го купуваш и понатаму. Можеби во помал обем, можеби ќе се пресметаш 2-3 пати сега да ќе купиш нови фармерки или нова јакна или не знам што ме сакаш, сега викаш ај кој ти е. Ама ако ти затреба, ќе го земеш, не дека не. Прехранбени производи купуваме и повеќе него претходно, затоа што не даваме пари по кафани, купуваме дома. Мислам јадеме дома и готвиме дома и слично. Сега, нели, прашањето е дали овие што сега се активни од типот на достава и слично во тие услужни дејности, што ќе се случи со туризам и со тој дел, ќе
направат разлика после. Значи, дали ако јас ја гледам таа пицеријата на почеток, што ја спомнав секој божи ден, дека ми овозможува еден утре кога ќе помине се ова, кога ќе видат сите други пицерии отворени, ја ќе идам поише у нези или нема да идам поише у нези? Мислам дека нема да идам. Добро, па по принцип тоа е, види сега, генерално на некои индустрии имаше некакви статистики што ги гледавме дека кога време на рецесија се што паѓало по 20%, му требало од прилика 300 до 500 денови да се врати назад, меѓутоа се враќало со поголем интензитет, знаеш. Тоа што се нели генерација се бумери што се запрекаме, нели бумери доаѓа од беби бум, од фазата која што после Втора светска војна не само што уделов на продукција на бебиња, него и уделот на зголемена потрошувачка моќ на цело општество, зголемена волја за комодитети и купување и така натака. Така што веројатно некоја фаза ќе биде, не знам, кучиња пуштени од ланец, да не кажам, ајде, ама веројатно ќе туризмот, ако се врати све во нормала, ќе може да има да очекува некаква голема експанзија која нели сите ненашетани ќе тргнеме да се нели искачаме од границите. Така што веројатно доста индустрии ќе имаат еден позитивен бран кој што ќе се случи од кога ќе влеземе во некаква нормализација на физичка можност за физичка пристап до услугите, а меѓу време ќе треба да се барат алтернативи. Ајде да кажеме дека рестораниве можда не се погодени затоа што нели деливери многу поише се огласија ресторани, компании од услужна дејност дека деливери. Да, ама намален бројот на нарачки, без разлика што не носат деливери, тоа има колку да преживеат. Значи нема врска, бројот на нарачки е смешно помал. Дури и сервиси кои што единствено биле преку онлайн нарачки доставена храна што работеле, ние бележиме намалување. Значи луѓе се откажуваат пошто се дома, прилагаат од друг ритм, пошто немаш проблем да се изготвиш, свегаш. Ке те кошта поевтино, не ќеш да трошиш. Друг ритам, дефинитивно е друг ритам. Значи не ќеш да трошиш пари, се дома си цел ден, ќе нарачуваш, свегаш, не знам, нешто поскупо за јадење, си кажеш ќе го купам, од дојден ќе си го направам сам, свегаш. Инака имаш време еден тон. И не треба генерално претпоставам дека ќе има и доста трендови кои што ќе бидат emerging, односно сега ќе се појавуваат и кои што веројатно ќе влијаат на потрошувачките, на потрошувачката. Треба да го проверам ова. Сега е перфектно време за деливери на бизнес за гритски алкохол. Има алкохол, се продава онлайн. Ама не знам дали процветал или не процветал, треба да прашам, ќе ми кажат. Да, ќе видиме, да, имаме луѓе што се таа дена што се наши студенти, па ќе сторат некој абер и веројатно ќе помогне да не чекаме многу за достава. Ама генерално види едно од начините, нели, тие челенџи што се денови ги гледаме, што се вртат со нели слики од младост и така натака, ништо чудно да проба некој од едностите да проба да изгенерираат вештачки, да не кажам некаков челендж кој што ќе нели и ги потикне луѓето на потрошувачка на некаков тип услуги. Тоа е некаков, не знам, креативен начин можеби да се проба да се придвижи индустријата таа насока, па ќе видиме. Али генерално ќе треба да ги следиме сите тие трендови, нешто што у моментот директно се појавува како потреба, еве го ова со сумот, дека ние контактите, иако се, затоа нели го сменија оној терминот социјално оддалечување, односно општествено, не социјално кај нас, до физичко, значи ние физички ќе треба да се одделиме потребата за комуникација и за нели ќе остане и за тоа овие алатки треба да ја надменат. И сега треба секој бизнис да разгледа на каков начин ќе се преведе неговата дејност во новонастанатите услови, дали има начин да ја понуди услугата на тој начин. Така што ќе има нови креативни начини, дефинитивно ќе гледаме на стари услуги пласирани на нов начин. Меѓутоа, оно што ќе биде неминовно е нели трансформација, рапидна, дигитална и спасување на бизнисот со нудење на услуги оние што до сега не ги нуделе. Ќе привршуваме, имам апел. Може да привршуваме полека. Последниот слајд рече да го пуштам. Чекај да видам сега кај ми е презентацијата. Еве сме презент. Добро, вида, ова која губаци. Ова Дарко е познат. Он не само што ги прави презентациите на 2 минути пред да почне презентацијата, него ги прави дури утек на презентацијата. Ова му е ново, така што Не, пред да почне беше направено. Пред да почне добро, значи последна секунда си го направам, ама генерално да. В принцип ќе треба, нели,
да се истураат пари за да се видат резултати, а ние сме тука да им ги трошиме парите на тие кои што ќе ни ја дадат овербата. Така што се спремаме за кариера, буткаме напред, нема откажување и овој ентузијазам се надам ќе ве држи, ќе го држиме и тераме заедно напред. Океј, чувајте се сите, да, седете дома, мијте раце и тоа е тоа.